И по денешната втора седница, новиот состав на Советот на општина Гостивар остана без председател. Точката за избор на прв човек на Советот беше одложена на предлог на советничката група на Демократската партија на турците, заедно со останатите точки кои се однесуваа на избор на членови на комисии. Образложението беше дека треба да се даде време за партиите да направат консултација кои советници ќе ги предложат. Одложувањето на точките Советот го усвои едногласно. Како имиња за председател се споменуваат Валбон Лимани и Намик Дурмиши од Алијанса Алтернатива, во чии раце е мнозинството, заедно со ВМРО ДПМНЕ, ДПТМ, БЕСА и ДСР. Во Советот како опозиција делуваат ДУИ и СДСМ. До избор на председател, согласно правилата, седниците ги води највозрастниот член, а тоа е Дашмир Арифи. На денешната седница советниците изгласаа квартален извештај за реализација на буџетот и втор ребаланс. Буџети консолидуар dhe i ndarë nëpër kolona. Основниот буџет на општина Гостивар до 30 септември е реализиран 76%, што за прв пат се случува. Значи во состојба на криза поради ковид пандемијата имаме висока реализација. Ако се продолжи со исто темпо, на крајот на годината ќе имаме 100% реализација. Делот на неподмирени долгови можеби ви изгледа висок, но општината има капацитет да ги подмири. Ако се земе предвид дека општината има неплатени обврски од 5,5 милиони евра, а побарува 6 милиони евра од даноци, комунални такси и слично. Значи, ако граѓаните, фирмите ги исполнат обврските кон општината Гостивар, ќе може да се плати целиот долг што го има општината и да останат 500.000 евра. Советот на општина Гостивар денес усвои и одлука за продажба на акции во фудбалскиот клуб Гостивар, кои се сопственост на општината.